Пожарите кои во летниот период ја зафатија државата предизвикаа сериозни штети. Освен опожарените шумски подрачја, тие предизвикаа штета и на почвата. Ова според експертите се двата фактори кои во претстојниот есенски период и интензивни врнежи од дожд можат да придонесат за појава на поплави, особено во малите сливни подрачја. Експертите велат дека пожарот создава терен за полесен продор на големите количества вода. Ако за летото се карактеристични и краткотрајните порои, во есенскиот и зимскиот период се јавуваат долготрајни врнежи. Во почва тогаш често пати гори органската материја. Структурата на почвата се менува, густината може да се смени. Потоа почва да станува повеќе песоклива. А песок, и сами знаете, лесно е да се однесе дал ветер, дал вода. Според професорот Блинков, дрвата кои се користат за пошумување за жал брзо горат и придонесуваат пожарот брзо да се шири. Таков е случајот со чемпресот и особено со борот, но сепак спецификата на теренот и временските услови налагаат употреба на такво дрво. Доста е смолест, доле е сув горлив материјал, имаш колку сакаш, суви иглици и така натака. Шишарките летаат. Летаат шишарките и го пренесуваат пожарот. И многу е тешко, кај што е борова шума да се гаси, меѓутоа, ние кога немаме што каде, пак мораме бор да препорачаме за садење. Поардо, да има било каква вегетација, да се спречи онаа ерозија што имаме, да се озелени Македонија, отколку да нема ништо. Сега после се трудиме да се чува тоа, меѓутоа има многу несовесни граѓани. Отстранувањето на опожарената дрвна маса е првиот чекор. Потоа следи пошумување. Неопходна е координирана заедничка акција на терен на сите релевантни државни институции. Масовното пошумување според Блинков е особено значајно во близина на населени места. Тој го истакнува позитивниот пример со планината Водно од минатото со кое се спречиле големите наноси. Водно. Прв пат почнало со пошумување 1924. Дали сте виделе слики од Водно? Има многу стари слики јас, кај што е Водно голо. Имало од 4500 хектари, 450 хектари само 10% било шума. За среќа, до сега не избил пожар на Водно, немало некоја катастрофа, а само од другата страна, кај Света Петка, имаше пожарено 40.000 хектари. Меѓутоа не го напаѓа Скопје, а овој дел што го напаѓа Скопје, од Припор до Нерези, значи сега е во добра состојба. И тоа е најзначајната заштитна шума во Македонија. Според податоците на Европскиот информацијски систем, на територијата на државата минатата година изгореле околу 94.000 хектари шума, 9 пати повеќе од просекот за последните 17 години. Првичните проценки на кризниот штаб и Министерството за животна средина се дека годинава во речиси изброј на пожари со минатата била зафатена помала површина.